Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово се одржа света литургија посветена на Свети Климент Охридски. Ски центарот Попова шапка е подготвен за нова сезона. Со нови снежни врнежи, скијачката сезона би требало да започне после 15-ти во месецот. Илјада 835 различни видови неисправности санкционирала сообраќајната полиција во текот на месец ноември. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово денес се одржа света литургија посветена на Свети Климент Охридски. 8 декември е броен во календарот на државни празници. Денеска Македонската православна црква го празнува споменот на својот патрон, Свети Климент Охридски чудотворец. Свети Климент Охридски е познат како првиот македонски архиепископ, а во исто време и основач на Охридската книжевна школа, како и еден од повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Со неговата активност и со своето дело, тој е заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Празникот со богослужба беше одбележан и во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Денес Светата црква Божја го празнува споменот на Свети Климент Охридски, кој е светител кој што по својот живот, по своите беседи, по својата речитост може да се спореди со големите и древни светители на Светата црква Божја. Не се знае точно годината на неговото раѓање, роден е помеѓу 830 и 840 година во Струмичко-Брегалничката област, веројатно каде што и се запознал со Свети Методи кој што бил управник таму. Воден од желбата за духовен живот со Свети Методи заминува на планината Олимп, каде што се подвизуваат, подоцна заедно со Свети Кирил, бил во мисијата и на Хазарите, во мисијата во Моравија и во напорниот труд учествувал на создавањето на преведувањето на богослужбените книги од старогрчки на црковно-словенски јазик. Кога биле обвинети од тријазичници дека христијанството треба да се проповеда само на три јазика, латински, грчки и еврејски, отишле кај тогашниот папа. Да спомнеме дека папата тогаш бил православен и дека тоа е пред поделбата на црквата, кој што ги благословил нивните книги и оправдал нивната работа. Таму Свети Климент бил ракоположен во свештенички чин, потоа нивната мисија продолжува и на крај се распрснува на повеќе страни. Светиот Климент Охридски доаѓа во областа Девол, која што се наоѓа на тромеѓето меѓу Грција, Албанија и Македонија, а во близина на градот Охрид, и доаѓајќи во Охрид, он ја формира Охридската книжевна школа, каде што се образувале мноштво на свештеници, на вероучители, заедно со Свети Наум го основа на манастирот посветен на светите архангели на брегот на Охридското езеро. И неговата мисија е неуморна. Он е вистински проповедник, вистински пастир, вистински светител, вистински духовник. Инаку во чест на Свети Климент Охридски, секоја година во собранието се доделува државната награда Свети Климент Охридски за особени остварувања во повеќе области. Денес и многу институции и училишта во земјава го носат името на Свети Климент, а една од тие институции е и Државниот универзитет во Битола. Свети Климент Охридски се чествува и како национален празник. Ски центарот Попова шапка е подготвен за новата зимска сезона. Со нови снежни врнежи, скијачката сезона би требало да започне после 15-ти во месецов. Се очекуваат нови врнежи од снег кои ќе ја надополнат сегашната снежна покривка на Попова шапка за во средината на овој месец, официјално да стартува и скијачката сезона. Од ски центарот велат дека се подготвени. Информираат дека оваа година ќе има благо покачување на цените на дневните ски билети, а сезонските веќе се пуштени во предпродажба. Ние веќе сме спремни за почеток на новата сезона.
Првичните снежни врнежи ги имавме во планинаве, очекуваме дополнителни снежни врнежи кои што се најавени за оваа недела и овој викенд, да имаме поголеми врнежи. И ако тие врнежи ги исполнуваат нашите очекувања за да имаме квалитетен и безбедно скијање, ние планираме негде од 15 до 20 да отвараме сезоната. На патеките имаме негде 10 санти на снег, пошто еднаш кога ги поминавме патеките, стазите за скијање со машините за уредување на стазите, очекуваме да имаме барем минимум 20-30 сантима за да почнеме сезоната. Околу цените на картите ќе има едно благо зголемување на цената, пошто тоа е поврзано со енергетската криза која што веќе е присутна во целиот свет, не само кај нас. Работиме на тоа, до крај на неделава ќе имаме и официјален ценовник за дневни карти. Инаку од идната година, доколку се тече според планираното, ќе започнат инвестициите на овој скијачки центар. Владата за стратешки инвеститори ја избра италијанската компанија Техно Алпин со нивниот план за развој и модернизација на постоечките скијачки терени и подобрување на примарната инфраструктура. Инвестицијата со вкупна вредност од 186 милиони евра треба да се реализира во 6 инвестициски фази. Во првата, нов систем за вештачки снег кој би ги покривал стазите Аеродром Свети Илија Г и Тетекс. Ќе се градат 2 нови хотели, нови стази за скијање, нови паркинг места и нови пристапни патишта, исто така и реновирање на хотелот Славија. По повод Меѓународниот ден на борбата против корупцијата, ден кој што во целиот свет се одбележува на 9 декември, со цел да се подигне свеста за корупцијата, од Алијанса за албанците одржаа пресконференција. Оттаму истакнаа дека според индексот на Transparency International во 2007 година, во борбата против корупцијата, Македонија се наоѓала на 84-та позиција во светот, додека пак во текот на последните 5 години соборен е рекордот пристигнувајќи до 111-та позиција. Според индексот на Transparency International во 2007 година во борба против корупцијата бевме на 84-та позиција во светот, а денес се наоѓаме во 87-та позиција, додека во текот на последните 5 години ги имаме соборено сите рекорди, пристигнувајќи до 111-тото место, покрај земји како Монголија во Источна Азија и Етиопија во Источна Африка. За да се искорени корупцијата, потребно е еднаш за секојаш да се запре и отповика партизираноста и системското заробување на судството од политиката. Граѓаните сега разбираат дека правосудниот систем е целосно во служба на власта и против интересите на државата и граѓаните. Затоа само 8% од нив веруваат во правдата на државата. Алијанса за албанците ќе се ангажира со сите неизини капацитети за да донесе пакет на мерки за кои што говоревме претходниот период за владење на правото и безкомпромисна борба против корупција. Овој пакет ќе ги содржи најмалку следните елементи. 1. Закон за ветинг, проверка на судиите и обвинителите. 2. Закон за канцеларија за стекнување на имот, одговорна за конфискација на криминални средства. 3. Законски пакет за морални совети за јавниот живот, вклучувајќи закон за проверка на интегритетот и богатството на лицата кои се избираат, именуваат или вршат јавни функции, вклучително и во високото образование и терциерното здравство, како и закон за спречување на непотизам од пратеници, министри, директори на државни агенции и јавни предпријатија, како и високи општински представници. 4. Удвојување
дуплирање на јавните инвестиции во судството, во јавното обвинителство и во институциите надлежни за спречување на корупција. Од Алијанса за албанците ги повикаа владеачките и опозицијските партии, медиумите и граѓанското општество на заедничка дискусија на нови и сеопфатни идеи со цел зачувување на нашата заедничка иднина. Следуваат информациите од полицискиот билтен на МВР. Вчера вечер на автопатот Скопје-Тетово се случила сообраќајна несреќа во која има и повредени лица. Од СВР Тетово информираат дека сообраќајката се случила после 18 часот кога две возила се судриле во близина на Требошки натпатник, а при тоа се повредени 4 лица. Околу 18 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавено е дека на автопатот Скопје-Тетово во близина на Требошки надвозник се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила, Ауди со тетовски регистарски ознаки, управувано 20-годишникот Тетовско Седларево и Volkswagen Golf со кичевски ознаки, што го управувал 64-годишникот Кичево. Во несреќата, 4 лица со патници од Голфот се здобиле со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница, информираше Маријан Јосифовски, портпарол на СВР Тетово. Инаку на местото на несреќата, увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово, а сообраќајот синоќа се пренасочувал по стариот пат за Тетовско Желино. 1835 различни неисправности санкционирала сообраќајната полиција во текот на месец ноември. Во ноември годинава полициските службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, на поширокото тетовско подрачје во 36 редовни и акциски контроли, вкупно откриле и санкционирале 1835 различни видови неисправности, информираат од тетовската полиција. Според одсекот за аналитика при СВР Тетово, во контролните активности реализирани минатиот месец, а поради констатирани прекршоци. Од сообраќај биле исклучени 77 возила, од кои 15 поради истечена регистрација до и над 30 дена, 15 поради утврдена техничка неисправност, едно нерегистрирано возило, 27 со непрописно вградени фолии, 2 со несреден товар и едно со претовар. Во ноември исто така од сообраќај биле исклучени 195 возачи, од кои 129 управувале без возачка дозвола, 35 под дејство на алкохол, 22 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија возачи, 3 со несоодветна категорија и 6 со важечка забрана за управување. Покрај тоа во овој период биле одземени 2 возила за истечена регистрација повеќе од 6 месеци. Полицајците од станицата за безбедност на патниот сообраќај во ноември годинава изрекле и вкупно 462 мерки за неприспособена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, 16 за непрописно пристигнување, 34 за недавање првенство на пешаците и други мерки. СВР Тетово воедно евидентира дека ПАЕК службата во ноември вкупно подигнала 652 непрописно паркирани возила, најмногу во централното подрачје на Тетово, каде и најголемата вкупна сообраќајна динамика и фреквенција на возила и пешаци.
Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.